Се наоѓаме пред првиот официјален фан клуб на Барселона во Македонија и тоа во Струмица. Зошто баш во Струмица? Дали тоа е поради корените на вашата сопруга? Моите корени се од тука, ако гледаме вака. Истина? Да. Едната страна, значи татковата страна ми е од овој крај овдека, мајчината ми е од илинденците од Крушево. Не поради тоа. Струмица за мене од секогаш и бил најфудбалски град во Македонија. Не случајно овдека е Интер академија, не случајно овдека беше Арсенал академијата и фудбалската школа. Кој ќе кажете било што во Европа или кога ќе понудите, например како јас кога ја понудив оваа франшиза да ја добијам, бидејќи сум единствениот македонец кој што може да ја носи оваа франшиза за отварање на ваков клуб од Барселона. Како кажете Скопје, работнички Вардар, секоја чест. Ама никој таму не го знае. Ако кажете Интер, Арсенал, Наполи, Горан Пандев и така натаму, да, сите знаат. Тука се на некој начин расадниците на нашата репрезентација на Македонија фудбалска. Апсолутно. Нашата цел е понатаму да се развиваме во делот на кампови, да правиме фудбалски кампови, кошаркарски, ракометарски, во сите секции, 5 секции се, кои што ги има Барселона. Сега во хокеј не можеме да бараме тука ништо, ама едноставно тоа е тоа. Струмица е најфудбалскиот град, барем за мене во Македонија, и овие фанови овдека што ги гледате, например, не се од Струмица, има од цела Македонија, што мене ми е посебно задоволство. Значи, ова е еден почеток на Барселона во Македонија на некој начин и професионално, со кој што ќе бараме нормално таленти кои потекнуваат од нашите краеви и кои што еден ден ќе ги лансираме во самата Каталонија. Да, тоа е иднината на ова здружение. Сега функционираме се уште како здружение на граѓани, кое што е под покровителство нормално и на клубот, бидејќи отварањето на ваков клуб во светот за другите фудбалски клубови е едно, за Барселона е друго. Барселона нема собственик, нема газда. Самите соси на Барселона, меѓу кои сум и јас, и единствениот во континуитет 5 години, кој што може да отвори ваков клуб, едноставно така функционираат. Ова е се во соработка со клубот. Не можам јас да го отворам овој фан клуб ако клубот не ми дозволи. А за другите фудбалски клубови едноставно си отвараш фан клуб и ќе имаш некаква помош, ама ова е со директна соработка. Пењистите, членовите на Струмичкиот клуб, кој што понатаму има намера да се расшири низ другите градови во Македонија, бидејќи во следниве 8 години само јас можам да бидам носител на ваков клуб. Буквално ги имаат сите права на сите пењисти во светот. Пењиста во Јапонија и пењиста во Струмица ги има истите права. Сем правото на глас. Тоа го имам само јас, сега за сега. За 5 години може да биде и некој струмичанин што ќе биде редовен член да добие право на глас. Ајде еве да им откриеме на нашите гледачи како тие да дојдат и да станат членови на овој фан клуб на Барселона. Има доста навивачи во Струмица на Барселона и еве сакат да се зачнат. Што треба да направат? Едноставно е да ги посетат нашите страни, ги има на Facebook, има буквално секаде на интернет. Или да дојдат овдека. Да, или да дојдат овдека ќе биде објаснето. Се има ова здружение. Да, се има ова здружение своја сметка, функционира со клубот. Сега треба да дојде првото собрание да помине. Го чекаме за неколку дена, би требало до крајов на месецот да пројде собранието, бидејќи кога станеш прв пат член, мора сите да те одобрат, а после веќе со секоја плаќање членарина на годината карнетот што се добива за секој пењист стигнува одма за 7 дена. Се уплаќа во Тутунска банка, тоа е една символична сума за Македонија. Ја на пример плаќам од 200 до 400 евра годишно за таква франшиза, а за македонците, за нашите пењисти 1500 денари како почетна, а понатаму секоја година по 1200 денари за година. Меѓутоа имате различни бенефити со бенефити како и сите соси членови во светот. Значи, попусти при купување на спортска опрема, попусти при посета на музеот, попусти при купување на карта. За класико не може никој да добие карта во светот, колку сакате пари имајте, а како пењист веќе се класифицирате во тие што може да добијат карта. И тоа е годишна членарина. За малолетните, например, за децата е по 600 денари годишна членарина, што е чисто како само карнетот кој чини малце повеќе и оние бенефити што ги има тука. Така да тоа е една припадност. Денеска луѓето се навикнати да припаѓаат нели повеќе партиски, ова е нешто сосем друго. Овде стана збор за љубов кон фудбалот. Второ, ние општо кон спортот. Ние сме, на пример, овде ќе видите денеска имате навивачи на другите клубови.
имате навивачи на Милан, имате навивачи на Реал Мадрид, кои што да, има навивачи на Манчестер Юнайтед кои што навиваат против Барселона. Нема проблем, ние сме фамилија и ние никогаш не сме навивачи против некого. Ние навиваме само за себе. Сакам да те прашам, колку време веќе постои, пресно е местово, отворено, колку месеци е? Мислам дали има и месец дена? Да, го отворивме официјално како Сдружение на граѓани на Сан Џорди, односно по нашиот јулијански календар на Свети Ѓорги, биејќи заштитник на Барселона е Свети Ѓорги, заштитник на градот е Свети Ѓорги. Оној крст што го носи овдека амблемот, тоа е крстот на Свети Ѓорги. Таму нормално Сан Џорди и токму на тој ден го отворивме и ово мало просторче кое што ќе се шири со многу голема љубов. Затоа што јас велам, не е важно колку физички е голем просторот, важно е колку енергија и колку љубов ќе носи. Во моментот додека го правиме ова интервју, неко да кажам дека се игра одлучувачката утакмица за оваа сезона на Барселона со Атлетико Мадрид. И сега ако заврши нерешено, тогаш Атлетико Мадрид е шампион, но доколку победи Барселона, тогаш Барселона е тој кој што ќе ја крене титула, тоест таа кој што ќе ја крене титулата, таа е 23-та титула за Барселона, 23 кола оваа сезона, бевме на првата позиција, ги имаме буквално, не знам, 23-те веќе во глава дека треба вечерва да ги освоиме. 23-та титула се надам дека ќе биде. Иако ќе бидам малце искрен сега, и не ми оди во прилог нормално, ама ќе кажам дека во септември кога ги правев анализите, јас напишав Барселона оваа година не треба да се плаши од Реал Мадрид. Барселона треба да се плаши од Атлетико, кој што ќе атакува и на Лига на шампионите и на Ла Лига. Тогаш некои беа скептици, велеа нема да издржине. Ги гледам тренинзите на Атлетико, сосем нешто ново, промени, стави, чоло, тоа го гледаме сега и го гледаме во Лига на шампионите. Со Божија помош мислам дека вечерва треба да биме шампиони да славиме до касно до ноќта. А јас се надам дека ќе биде така и подоцна ќе ги видиме, значи во нашите прилог ќе видиме кадри токму од тоа што ќе се случи. Се надам дека ќе биде весело и ќе те посакам овој фан клуб да прерасне навистина во еден голем бренд во Македонија, па така да дојдат и од луѓе од останатите градови се почесто и да го посетуваат на сите утакмици, не само на оние дерби утакмици кои што ги игра Барселона, а воедно и нормално да стане како што е една академија Пандев или било каков да било кој спорт кога станува збор, нели, затоа што Барселона е еден бренд во спортот, има кошарка, има фудбал, има рагби, да. И дека вие како еден од основачи на вистина еден ден ќе се гордееме што еве сте успееле и сте дошли до тоа, еве од овдека да почнете да станете нешто поголемо. Амин, ќе кажам. Ви благодарам многу, многу ми е драго што сте тука денеска на првиот ваков, ајде да ќе кажам, прославен ден, дај Боже да биде, на нашето здружение и ако станеме шампиони, тоа ќе е многу полесно и можам уште веднаш да ви упатам покана следната година, пак вие како телевизија и како водител и како емисија да ни бидете гости нам во Барселона на лице место, па тогаш многу полесно ќе ви биде да ви покажам корените како се дојде за да ние стигнеме овде во Струмица. Еве нека биде. Дај Боже да станеме шампиони и следната сезона, значи септември, октомври, ноември кога вие ќе одлучите да ни бидете гости во Барселона. Ви благодарам на поканата и ви посакувам на вистина ви се остварат сите жел. Благодарам вам. اللقب لهذا الفريق المدريدي ليو التصوير جول يعود برشلونة إلى الكرة المضمونة هدف خرافي أتلتيكو جابي يوسع جابي بالراس جول 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 فعل دياغو كودين فعل دياغو كودين هدف الجدارة أتلتيكو فريق الذهب في قلب برشلونة. На крај криво ми е само ќе кажам дека оно што путеном помалку се плашев од септември наму кога ги пишував сите оние текстови
дека Барса треба да се плаши од Атлетико, а не од Реал, и дека Атлетико ќе атакува оваа година на 2 титули Ла Лига или на Лига шампиони, се оствари. Прв пат во животот ми е криво што не погрешив, затоа што искрено ќе бев многу посреќен да погрешев. Но од друга страна пак можеби на некој начин заслужено бидејќи покажа една константност за разлика од Барса, која што внатрешните проблеми допрва сега ќе треба да ги си ги решава, посебно проблемите што ги има на релација раководство, Неймар и костурот на екипата. А душекџиите нема што да се каже. Мислам дека ќе освојат и Лигата на шампионите и тоа многу полесно ќе извојуваат победа против Реал отколку оваа денеска против Барса. Жално, ама ете, да се надеваме наредната сезона со многу повеќе мотив и со многу повеќе ентузијазам ќе влезат малтене скоро истите фудбалери од костурот и дека токму овдека во Струмица ќе направиме славие како што денеска не се оствари, ако бевме подготвени за големо славење до полноќ. Ајде, со среќа наредната сезона. Јас сум Филе Топки и во следна прилика се гледаме од некој шанк во Звездениот град.